процесот на интензивирање или подобрување на односите со соседите или да кажеме глобално гледано како треба да се развива надворешната политика или дипломатијата како еден од основните елементи во надворешната политика на македонската држава е многу значајна во смисла не само за позиционирањето наше, не само за развојот на внатрешно-политичките односи, туку и воопшто за развојот на економијата и, да кажеме, асоцијативното или членството наше во едни, да кажеме, глобални структури и една глобална европска или светска заедница. Тоа е многу важен елемент и надворешната политика бара ресурси, бара многу големо знаење, добри компетенции, меѓутоа пред се бара личности со интегритет, кои што ќе можат да го понесат товарот на што го има и што го дава и што го носи со себе надворешната политика. Македонија во последниве неколку месеци, односно година и покрај сите турбуленции, направи исклучително храбри чекори по однос на подобрувањето на релациите и добрососедските односи со своите, да кажам, соседи. Пред се тука мислам на потпишувањето на договорот со добрососедство и со Бугарија, исто така потпишувањето на договорот со Грција, кое што, да кажеме, беше условен со промената на името на нашата држава. И тоа се исклучително два храбри потези кои што во иднина, сигурен сум, ќе водат во една стабилизирање на македонската надворешна политика и ќе бидат добар влог во развојот на државата во целина, што значи тие два исклучително храбри потези се многу добри и поволни во оваа ситуација. Она што, да кажеме, не можеме да го надминеме е пристапот во надворешната политика и тоа ќе биде веројатно предизвик на идните генерации и на идните политичари или министри за надворешни работи. Значи, она што во изминатите години го имаме и сме сведоци е еден, ја би го нарекол, марионетски пристап кон водењето на политиката, пред се и во надворешната политика. И тој марионетски пристап ние треба да го замениме со еден пристап на партнерски односи. Како да дојдеме до таков пристап на партнерство, се разбира, тоа можеме да го постигнеме само преку зголемувањето на довербата, а зголемувањето на довербата е неоспорно врзано со големината на интегритетот, не само на државата, туку и на личностите кои се во политиката. Во Македонија во изминатите две децении сигурно, можеме да кажеме, сме сведоци на исклучително турбулентни однесувања и несериозни однесувања на политичари кон своите политички партии, така да во изминатиот период, кога државата ја водеше владата на Груевски, имавме ние можеби стотици примери каде што високи политички функционери, амбасадори во Социјалдемократскиот сојуз набрзо преминаа во таборот на ДПМНЕ со цел да запоседнат високи функции и да ги задоволат своите едноставни потреби за позиција или, да кажеме, бенефиции кои што ги носи власта, а при тоа не мислејќи дека должноста на политичарот е да служи на народот и на граѓаните, а не е должноста да ги користи бенефициите. И
И покрај тоа што тоа го следевме во тие 10 години, ние ништо не научивме и сега со доаѓањето на новата поставка на социјалдемократите се случува да цела група на амбасадори поранешни, високи функционери кои што беа кај Груевски, сега се вклучат во работата и станат министри, амбасадори и така натака во владата на Заев. И сето тоа говори за тој, да кажам, марионетски пристап, и тоа сето го гледаат и меѓународните институции, и нормално како вие се однесувате дома, така и тие ќе ве ценат од страна. За да имате еден разговор на еднаква висина на очи и разговор меѓу достоинствени партнери, тогаш треба да имате личности, особено во надворешната политика, со силен интегритет. А тој силен интегритет се ствара и преку се и преку образованието, за што зборевме пред некое време. И третото, она што го поставивте во вашето прашање, е како во иднина Македонија да се движи кон надворешната политика. Значи, тука нема голема филозофија, треба да го јакнеме нашиот интегритет, да бидеме достоинствен и доверлив партнер во НАТО структурите, исто така да грабиме со машки и крупни чекори во интеграција на Европската Унија, меѓутоа најважно е да ги јакнеме добрососедските односи со нашите комшии, пред се тука мислам Албанија, Бугарија, Грција, Косово и се разбира Србија и Монтенегро тука во таа целата комбинација на држави. Во таа смисла, јакнејќи ги добрососедските односи и покажувајќи дека ние немаме конфликти, туку напротив, создаваме убави вредности во локални рамки, ќе бидеме добродојден партнер и во европски и во глобални рамки, и мислам дека тоа е рецептот како Македонија да се движи. Од една страна да го тргне и да го пренабрегне или да го надмине тој марионетски пристап во надворешната политика. Нема потреба од тоа, нема ништо што може да го плати или да го надвиши нашето достоинство. Значи, пред се, треба да го сочуваме достоинството и на тој начин, од еден марионетски пристап, да преминеме кон еден силен, интегративен, односно доверлив и достоинствен пристап кон водењето на надворешната политика, пред се во европски рамки и во светски рамки, а во локални рамки едноставно да го задржиме добриот збор и добриот дух во јакнењето на добрососедските односи.